И денес невладините организации во кои беше вперен прстот од новоформираното граѓанско движење Стоп операција Сорос дека на нивните сметки легнувале милионски суми кои биле користени за партиски активности и цели на СДСМ. Организациите најостро ги отфрлија обвинувањата и јавно изјавија дека доколку не се извинат ќе поднесат тужби за навреда и клевета. На денешната пресконференција присуствуваше и Ленче Христова од организација на жени од Струмица, која истакна и децидно подвлече дека организацијата не работи по ничии наредби, туку единствено според целите и активностите дефинирани во своите акти, утврдени од страна на собствените раководни и управувачки тела. Уште еднаш најостро ги демантираме сите изнесени лаги и дезинформации за нашата работа и подсетуваме дека ние сме организации кои сме посветени на борбата за чиста вода без арсен, за работнички права, за слобода на говор, за чист воздух, за слобода на медиуми, за вистински вести базирани на факти, а не на лаги и манипулации, за правата на младите, жените, ранливите групи, на луѓето со различна сексуална ориентација, за владење на правото, за еднакви можности и права за сите и друго. Затоа, упатуваме порака до јавноста, односно до граѓаните на Република Македонија. Ние и натаму ќе останеме непоколебливо доследни на нашите заложби за слобода, демократија, еднаквост, правда и почитување на човековите права. И натаму ќе работиме совесно, посветено, непартиски, независно, транспарентно и отчетно. Покрај присуството на член од Организација на жени од Струмица, денес на пресконференцијата одржана во Скопје присуствува и Филип Стојановски од Фондација Метаморфозис, Сања Богатиновска, Джеф Македонија и Славица Инџовска од Фондација Отворено општество Македонија. Организациите и вчера испратија деманти и побара извинување од Цветин Челиманов, Ненад Мирчевски и Никола Србов, кои на пресконференција во саботата ги обвинија дека работеле против државните и демократските интереси на Македонија преку обиди за влијание на предвремени парламентарни избори.